Почитувани гледачи, во наредниве минути ќе разговараме со Јордан Дане Јанев од Гевгелија, академски вајар кој што се обидува да го расветли семејното стебло на семејството Делчеви. Малку мина знаата или од неодамна тој објави дека братот на Никола Делчев, таткото на Гоце, живеел овде во Гевгелија. Благодарност, господине Јанев, што не примивте во вашиот дом да поразговараме токму на оваа тема, но на самиот почеток би сакал да ни се представите. Кој е Јордан Дане Јанев? Јас сум Јордан Јанев, иначе ме знаат како Дане Јанев. Сум дипломиран вајар, заврших академија во Белград, кај познатиот Миодраг Живковиќ, и може би сум единствениот ученик што учел кај Миодраг Живковиќ, и специјалност ми е споменична скулптура. Значи, откога се вратив во Гевгелија, сакав да останам и ако имав шанси да одам во светот. Значи, сакав да останам во Гевгелија и да ја продолжам борбата на мојот близък роднина Гоце Делчев, војвода, кој се борел со пушка, а јас без пушка на културен план. Значи, се баве со уметност, сум направил повеќе споменични обележја, сум учесник на многу изложби, уште се бавам со скулптура и сликарство, и моите деца ја продолжуваат таа работа. Мојата ќерка е архитекта, мојот син исто е вајар. Во Македонија бев присутен на многу, ајде да не кажем, на многу настани. Значи, пошто се баве со музика, сум ги прател на избор на младите таленти од кои некои веќе стана македонски пеачи на забавни мелодии. Работев со познатиот наш македонски глумец Митре Грозданов, му бев негов сценограф, многу сценографии сум направил за неговите представи, и за Гевгелија, и за Кавадарци. Живеете овде во Гевгелија? Живеам овде во Гевгелија. Живеам во Гевгелија и се уште многу сум направил за работи за Гевгелија и се уште работам. Учесник сум на овие изложбите во Куманово на Биеналето на македонска современа скулптура. Центарот во градот што е околу споменикот Саве Михајлов е мое решение, бистите пред судот и така натаму, и по селата и тоа. Јанев, ке помните... Само што да ви кажам, и се што е за болница и за црква, во животот сум работел бесплатно. Значи, се што е хуманитарно, јас сум секој пат присутен, и тоа ми е, значи, ми прави голема задоволство. Господине Јанев, зашто толку долго време, или имате 74 години, ќе напомните, се охрабривте да проговорите за семејното стебло на Делчеви? Кои беа причините? Ево сега да ви кажам, прво, јас нема време многу да читам весници. Ако читав, значи, за Гоце како војвода и револуционер. И сум го сваќал како секој македонец.
некако близок родина. Значи, јас никој пат во животот не сум проговорил дека Гоце Делчев војвода мене ми е близок родина. Тоа е како за сите македонци, македонец и за мене, нели? Значи, не сум имал намера да тоа го, нити го злоупотребам, нити го искористам нешто. Јас доволно сум афирмиран во овој крај и подалеку низ Македонија. Во една прилика, која бев може 10 години, пошто учевме во школата за Гоце Делчев, нели, по историја, и знаев дека и мојата тетка ми кажуваше за незиниот дедо Гоце Делчев од Гевгелија, и јас ја прашав тетка ми, она беше родена 1910 година. Значи, уште како мала биле, приказните уште се биле пресни. Само ја прашав ова, дали сме ние по потекло од Кукуш Грци? Она ми рече не, ние сме македонци. И јас мислев дека Кукуш сега, нели, во делот на Грција, дека ние сме по потекло Грци, чим е мојот прадедо од Кукуш. Ево, тоа беше поводот да јас сега кажем дека ние сме по потекло македонци. И сите овие села што се тука се македонски. Сите, ако сте биле во овие села што граничат со Гевгелија, сите зборат македонци. Во една прилика пред 30, може има 30 и повеќе години, јас со брат ми отидевме во Кукуш да ја бараме куќата на нашиот прадеда. Ама сретнавме еден грк што само што му спомнав за Гоце Делчев, он знаеше македонски, чим ме разбра. Значи, тој само ме погледа на грчки, овде ние колку толку знаеме грчки, само така промрмора една грчка псовка и си замина. И мене ми беше тој поводот да јас ја кажем оваа вистина што ја знам, дека чичко му на Гоце Делчев живел во Гевгелија. Значи, тоа е поводот. Велите дека сте од лозата на Делчеви, конкретно од чичкото на Гоце Делчев, кој што го носи името Ѓорги Гоце Делчев, женет со кита од мрзенци и има 3 ќерки. Вие сте од втората, Анета, кој што вам ви е баба. Таа ли е лозата кој што потекнува Дане Јанев од Гевгелија, академскиот вајар? Ево, јас од ово што читав и што имам прочитано за фамилијата Делчеви од Кукуш, тоа сум го слушал од мојата тетка, која реков беше родена 1910 година. Значи, мене ми се поклопуваат некои работи што ги читам во весниците и што сум ги учел во школата. Затоа што сум ги слушал од тетка ми, она ги слушала тие од нејзината баба Кита. А Кита е погребена овде? Тука се, ево, јас ви прочитав. Значи, тука е погребен чичкото на Гоце војвода, Гоце Делчев во гробиштата. И Гоце е погребан, и Кита е погребана, и Марија, ќерката на Гоце, и Анета е погребана тука, Ирина е останала во Америка, и тука во истите гробови се и мојата и ќерка и на Марија, и зети на Марија Делчева, и мојата баба Анета, и мојот дедо Јордан, и мајка ми, и татко ми, сите се во 3 гроба тука, кои јас ги одржавам, кои се наши семени гробиш. Би имали
доста живи од ова четврто колено на Делчеви по она стебло на Ѓорги Гоце Делчев заедно со брак со Кита од Мрзенци. Ево сега ви реков. Да. Значи, Контактирате ли, господине Јанев? Да, контактираме. Ево сега зборев пред малку со мојот брат, Никола Јанев. Он се пензионира како долгогодишен работник, работеше во Македонската радио и телевизија во касетната продукција. Значи, тој ми е брат жив. Имам сестра, живее во Белград. Сега пред малку зборев што керката на Живко Султански, кој беше во Вардар филм и секретар на Македонска телевизија, што е пише на лозата нега, она е Олгица Николовска сега се презива. Вчера зборев и одржавам врски со Зоран Георгиев. Зоран Георгиев беше директор на Заводот за заштита на културното наследство, мислам, така се викаше, и директор на Стоби беше едно време, он е археолог. Со брат му Владко не сум го видел, од деца не сме се виделе, он поретко доаѓаше во Гевгелија, а Зоран почесто доаѓаше. Значи, тие сме живи од четвртото колено. Значи, брат ми Никола Коле Јанев, сестра ми Лилјана, јас Јордан Јанев, Олгица Султанска Николова, Зоран Георгиев и Владко Георгиев. Тие сме живи, тоест. И другото се нашите деца. Господине Јанев, дали доволно историчарите го имаат елаборирано, истражувано семејното стебло на Делчеви, со оглед дека многу малку знаат дека во Гевгелија живеел братот на Никола Делчев, таткото на војводата Гоце? Мислам дека не е доволно, затоа што сега ќе ви кажам еден друг податок, што некни керка ми донесе една книга од се вика книгата Огнено семејство од Јован Павловски. На 29-та страна Лика Чипова, која била внука на Гоце Делчев, керка на Рушка, раскажува како во Штип на кратко Гоце Делчев бил уапсен, но набрзо бил пуштен за нешто набавувале оружје. И тој веднаш замило за Солун, пошто он учел во Солун и Солун му бил главно стојалиште, нели? Еден кукушанец го сретнал Гоцета и го прашал зошто во Кукуш не е на свадбата на сестра му Тина. Гоце веднаш заминал за Кукуш, као што уште повеќе е разгол веселбата, меѓутоа веднаш по Гоце дошол чичкото Манол. Сега ево се јавува како трет брат на Никола и Гоце Делчев. Кој е овој Манол? Значи, недоволно истражено. Ево, значи, пишува во книгата. Значи, меѓутоа веднаш по Гоце дошол читкото Манол, кој бил брат на дедото Никола и му кажал дека дошол еден турчин и му рекол дека кај макамот го извикал да пренесе абере до дедо Никола, ако е Гоце во Кукуш, веднаш да бега зошто е на списокот на сомнителни. Дедо Никола извадил 10 лири, му ги дал на брата си и му рекол, нати 5 за кај камакот и 5 за турчинот, што го донел предувањето. Зошто го кажам ова? Значи, Гоце Делчев, кој бил чичко на Ѓоргија Делчев, револуционерот, не бил единствениот негов чичко, односно брат на неговиот татко. Ево, овој податок ми е од скоро. Значи, книгата е одамна штампана. Ова значи дека, освен вашиот дедо, да, Ѓоргија Гоце Делчев, имал уште еден брат. Има уште еден брат. Значи, не е доволно истражено. Ево, него го спомнува тука во Павловски, Јован Павловски, го спомнува како брат на Никола, помладиот. А каде е мојот прадедо? Гоце. Значи, недоволно истражено. А Гоце
Гоце исто живеел во Кукуш. Исто живеел во Кукуш со братом Никола. А потоа се префрлува овде во Он, Гевгелија. ево ви прочитав, Да. таму која година е. Да, во ред. Иде он пред 1900 година, 1000... Не е проблем. Не е проблем. Он иде во Гевгелија затоа што бил трговец. И они тргувале со живина, со овци. Најверојатно тргувал со таткој на Кита од Марзенци, кој, ево, јас ги знам нивите, само тоа се е национализирано, останано на државата, затоа што моите немале, биле занајчии, не се бавели со земјоделие. Ги знам нивите на бабата Кита, што ги наследил Гоце, кој дошол од Кукуш. Јанев, има ли некој пишан документ, некоја книга за семејното стебло на Делчев? Има тоа пишано, ама никаде го нема чичкото на Гоце Делчев, кој живел во Гевгелија. Не сум сретнал. Ево, јас имам, ово е малце од книгите што имам, преку 2000 книги. Имам и историски, и уметности, и филозофија, значи се. Јас сум колекционер на се живо што ќе ми дојде во рака, не излегува тука. Не сум сретнал нигде за чичкото на Гоце Делчев. На војводата Гоце Делчев, а ваш прадедо така? Мој прадедо. Значи нигде. И сега јас сакав малце да го актуализирам ова, може би ќе се јави некој уште што има податоци за тоа. Сега да ви кажем, затоа што тука биле и бугарите, и србите, и турците. Дедо ми во старата куќа пред ова сегашната што е стара куќа, значи што е правена после тоа која рестуриле турците на мојот прадедо куќата Гоце Делчев, нели, нашле златна обечка со паричка, мислејќи оти трговец има злато и турците растуриле куќата. Не знам тоа дали и не ме прашавте за тоа ви го прочитав пред разговорот. И значи во ниту еден пишан документ, никаде во историјата не се споменува името на чичкото и лозата на да, нигде не се споменува. Ама јас мислам дека во визбата од мојата стара куќа, што е правена 1920 година од мојот дедо Јордан, значи на темелите на куќата од Гоце Делчев, тој во таа земјаница изба има полно мажаници. И јас цело време, цел живот се мислам дека имам време да еден ден ги подлупам тие маженици и тука има скриени документи како што мојот татко нашол фотографии од братно на мојот дедо Андреја Докурчев и што се сега во музејот во Велес. И мојата тетка исто ми велеше. Значи, мојот дедо исто како мене собирал се што нели, бил колекционер и он се чувал. Ја бил и фотограф, најверојатното. И јас сега на мој син му викам, мора еден ден ние да таа калта што е замажана во избата од старата куќа, тука мора да најдеме документ. И тоа ќе го направиме. Ако тоа го најдеме нешто, оти нема, ево, ја нема крштелната од мојата баба. Нема ни од црквата мажена, не мажена, нели има документи за умрени, родени и тоа. Значи ништо од мојата баба нема, ништо. А имам фотографии од бабата Анета. Кој што е ќерка на... Да. Ево јас да ви кажем, сега да ви кажем, затоа што јас се чувам, нели? Тука јас го имам проектот од куќата, оваа што е сега,
А нигде не пишува дека тоа е имотот е на Гоце Делчев. Значи не пишува во... Ево го. Ево. Значи, тоа е проектот од куќата што е направена на темелите на куќата на Гоце, мојот прадедо. Ево. И тука пишува дека е ова на Јордан Димковиќ во српско време. Во е правено 1927 година, значи веќе изградена куќа е правен проектот. Такви биле прописите. Значи, се друго мојот дедо криел. Да. Имате многу фотографии од вашата лоза, односно од баба ви. Од каде ги набавите тие фотографии кои? Тоа е се од мојот дедо Јордан. Тоа е се мојот дедо Јордан чувал. И јас наоѓав во лимени кутии од тука од куршуми што биле од ова, он ги криел во тие. И јас тоа под таванот и во избата ги наоѓав. И некој мој татко што ги наоѓал кога нели реновирале нешто ова она, а нешто и јас. И затоа знам оти и мојата мајка викаше, и мојата тетка. Нивниот татко Јордан, мојот дедо, мора тие да се тука. Затоа што се плашеле од турците прво, после од бугарите, после од србите. Ево и кога Никола Делчев војвода доаѓал во Гевгелие, не знам дали тоа ви реков, значи он не доаѓал кај чичка му, затоа што исто го носили истото име. Значи, што значи Гоце Делчев да дојде кај чичка му? Он оде во други гевгелијски куќи, преспивал. Значи, тоа имам запишано. Што очекувате? Еве, проговоривте, објавивте. Сметате ли дека конечно треба да излезе на површина целата вистина околу семејството Делчеви? Па ево, јас имам фотографии, значи ми преостанува само да најдам уште некои документи. Значи, ево, немам јас од мојата баба, немам дека документи, некој свидетелство што е кога е родена, како ево, немам години јас на раѓање на мојата баба. Значи, немам години кога е умрела, знам кога е умрела. Она е умрела пред јас да се родам, затоа што била 10 години парализирана. Мојот дедо Јордан е умрен кога јас имав 2,5 години. Значи, тоа ми беше многу близко на мене. Нали, после 2,5 години, јас веќе на 5 години ја знаев историјата, оваа историја, од тетка ми. Оти приказките во тоа време беа тие, се едно поедно се повторува, ама јас бев заинтересиран повеќе за историјата. Гоце Делчев е маркантна личност. Војводата Гоце низ историјата е великан. И се уште е маркантна кога станува збор за македонско-бугарскиот спор. Имате ли коментар, Чифе Гоце? Ево, јас да ви кажам, јас со политика, јас сум уметник, мене политика не ме занима. Значи, за тоа сум ме прашал тетка ми дали сме ние по потекло од дедото Гоце на мојот прадедо, дали сме грци. Не сум ме прашал дали сме бугари, значи дали сме грци. Не сакам ништо да кажам за против бугарите, како затоа што јас имам многу роднини во Бугарија, кои живеат, сега и не знам, сега изгубивме врската, ние помладите, ама они идеат тука. Имавме роднини во Кюстендил, имавме роднини во Варна, сега не можем да се... Сандански предпоставувам. Добро, не. Значи имавме, и ние бевме многу блиски, и они беа наши роднини по бабата Кита од Марзенци. Значи се мажела за бил тука војник на фронтот, се мажела за бугарин.
И отишла да живее во Варна, да кажем, или во Кюстендил. Значи, јас едно знам само дека ние сме од Кукуш водиме потекло и сме македонци. И за крај, кој е она ваша желба, поврзано со тоа семејно стебло? Имате ли нешто, бидејќи сепак, разговараме на оваа тема, кој е она желба? Дали се до тоа да биде напишено, објаснето, пријатна малку подлабоко да се позанимава со сето ова прашање, кој е она ваша желба и што лично ги очекувате? На Фейсбук, после ово што излезе мојот разговор со Лјупчо, имаше еден коментар од една позната личност од Гевгелија, што е важна исто, што вика: Дане, браво за ова што си го рекол, за оваа вистина. Вистината се пренесува со збор, а не со пишани. Не дека пишаното не е вистина, ама тоа што од колено на колено се пренесува, како таа е правата вистина. Јас сакав прво да гевгеличани знаат за ова, дека чичкото на Гоце е тука. А друго, ја почитувам мислата, не знам дали ви реков, на Гоце, дека јас ја продолжувам борбата не со оружје, и светот го разбирам како поле за културен надпревар на народите. Значи, немам јас ништо против Бугарија. Имам роднини јас во Бугарија. И јас тоа не го сваќам политички. И ние многу убаво живееме. Значи, они се доаѓали тука. Јас не сум бил кај моите роднини, сум бил за Бугарија, да набавам нешто материјалче за сликање ова, ама не ја сваќам таа како... Ова што ми го зборувате е дека гевгеличани досега нема информација дека овде живеел чичкото на Гоце Делчев? Не знае, па затоа ово го пишам. Јас имам 74 години. Значи, ако јас не го кажав сега ова, кој ќе го кажеше? И затоа сакам да го кажам, да знаат гевгеличани дека Гоце Делчев воевода доаѓал во Гевгелија и имал чичко и први братовчетка тука. Мојата баба му била прва братовчетка. Значи, тоа е тоа. Јас не знам утре како ќе биде, нели? Која е она порака што сакате како Дане Јанев од Гевгелија да ја соопштите на младите? Ево, мислата прво што Гоце Делчев воевода ја кажал. Тоа е основа за се. Младите што повеќе да се сакат, да се дружат, историјата да ја учат како историја, да не партиски или она, да влегуваат во води што не се ни битни. Значи, ние треба со уметност, со наука, со дружење, со музика, да нашиот живот стане лесен, убав, забавен и здрав. Значи, тоа е основата. Да се сакат пред и да се почитуваат. Да се сакат и да се почитуваат. Што е ова граници, визии, она? Јас сега да одам сега одам слободно, имам тоа, нели, ама порано морав јас виза да вадам за да одам во Мачуково или да одам за Кукуш, кај се родил мојот прадедо, нели? И јас сега сум пензионер, нели? Јас исто сум активен уметник, исто работам, ама ќе се потрудам да најдам, затоа што ми тежи тоа. Сакам да видам, може за некој не е важно тоа, ама за мене како македонец е важно.
да знаеме кои сме, што сме и тоа. А не да го злоупотребиме тоа како политика. Мене не ми треба тоа. Ево, јас имам сестра во Белград. Значи, не може јас да не ги сакам србите, имам родни во Бугарија, не. Имам, ево, јас не ви спомнав дека знам, јас ги знам на третата братучетка што му била на ствари сестра и на мојата баба, дека незините што било во Америка, незините син и керка живеа во Солун и јас нив ги знам. Јанев, јас ти благодарам на ова интервју. Вам, почитувани гледачи, благодарно со вниманието. Во изминативе неколку минути разговаравме со Јордан Дане Јанев од Гевгелија, академски бајар, кој што тврди дека е дел од семејното стебло на Делчеви. Секој е добро.